Василиса прекрасна. Во некое царство си живеел еден трговец со својата жена. Тие имале само една ќерка, Василиса прекрасна. Кога девојченцето имало 8 години, мајка му се разболела од тешка болест. Таа ја повикала до својата постела Василиса и дала една кукла и рекла: "Слушај, ќерко, и запомни ги моите последни зборови. Јас умирам и заедно со невејчиниот благослов ти ја оставам оваа кукла. Пази ја убаво секогаш и не ја покажувај никому. А кога ќе имаш некоја мака, посакај од неа совет." По смртта на жена си, трговецот се натажил, ја жалел малку и решил пак да се ожени. Тој бил добар човек. Многу жени биле согласни да се омажат за него, но најмногу ја сакал една вдовица. Таа имала 2 ќерки, речиси врсници на Василиса, и насекаде се славела како добра мајка и домаќинка. Трговецот се оженил за вдовицата, но се излагал. Во неа тој не нашол добра мајка за Василиса. Василиса била прва убавица во целото село. Нејзината маштеја и сестри завидувале на убавината. Само се карале со неа и ја мачале со тешка работа. Со тоа тие сакале таа да стане грда од тешката работа и да поцрнее од сонцето и ветрот. Василиса трпела се молчеливо и од ден на ден станувала поубава, а нејзините сестри, макар и да седеле по цел ден со скрстени раце, слабееле и станувале грди, затоа што биле лоши. Зошто било така? На Василиса и помагала куклата. Инаку, каде можело девојчето да се расправи со целата работа? Куклата ја утешувала кога била несреќна и давала добри совети и помагала во работата. Изминале неколку години. Василиса пораснала и станала мома. Сите ерѓини во градот доаѓале да ја сакаат Василиса, а нејзините сестри никој не ги погледнувал. Маштејата се лутела повеќе од порано и на сите момчиња им одговарала: "Нема да ја мажам помалата пред поголемите." А потоа, кога ги испраќала, ја истурала целата лутина на Василиса, ја карала и ја тепала. Еден ден се случило така што трговецот требало да замине во некое друго царство. Тогаш маштејата со своите ќерки се преселила во друга куќа. До таа куќа имало голема гора. Во гората имало полјанка, а на полјанката колиба. Во таа колиба живеела Баба Јага. Никој не смеел да помине оттаму, затоа што Баба Јага ги убивала луѓето како пилиња. Кога се преселиле во новата куќа, маштејата постојано ја праќала Василиса во гората, еднаш за едно, еднаш за друго, но девојчето секогаш се враќало живо и здраво дома, зашто куклата и го покажувала патот. Дошла есен. Маштејата им дала работа на 3 своји ќерки за вечерно време. На едната и дала да плете тантели, на другата чорапи, а на Василиса и дала да преде. Го изгаснала огнот во целата куќа, им оставила само една свеќа на своите девојчиња и си отишла да спие. По едно време фитилот на свеќата прегорел, една од ќерките зела штипки божем да го поправи и нарочно ја угаснала свеќата. "Што ќе правите сега?" рекле момичињата. "Во целата куќа нема оган, а ние уште не сме ја свршиле работата. Треба да отрчаме при Баба Јага за оган." "Мене ми е доста светлина од иглата," рекла таа што ја плетела тантелата. "Мене не ми треба оган и јас нема да одам," рекла таа што плетела чорапи. "Мене ми светат игливе." "Ти треба да одиш," и рекле двете на Василиса и ја истуркале од одајата. Василиса отишла во својата стаичка, ја поставила пред својата кукла вечерата и рекла: "На, кукличке, касни си и чуја мојата мака. Мене ме испраќаат за оган кај Баба Јага, а Баба Јага ќе ме убие." "Не се плаши, оди кај што ќе те испратат. Само земи ме и мене и никакво зло нема да ти стане." Василиса ја ставила куклата во својот скутник и отишла во гората. Василиса врвела и треперела. Одеднаш покрај неа поминал коњаник, целиот бел, облечен во бели алишта, а коњот и седлото пак бели. Започнало да се разденува. Врви понатаму, минува друг коњаник.
Сиот црвен, а и алиштата и конјот му се црвени. Изгреало сонцето. Василиса врвела цела ноќ и цел ден и дури на другата вечер излегла на ширината кај што живеела баба Јага. Василиса истрпнала од страв и се запрела како закована. Наеднаш крај неа поминал коњаник, целиот црн, со црни алишта и на црн коњ. Го потерал коњот кон вратата на баба Јага и таму го снемало, како да пропаднал в земја. Се стемнило. Но темнината не траела долго. Светнала росата и станало светло како ден. Василиса треперела од страв, но не знаела каде да бега и стоела на место. Тогаш се слушнал страшен шум. Дрвјата започнале да крцкаат, сувите лисја да шумат. Од гората се покажала баба Јага по ноќви и со струшка. Дошла до вратата, се запрела, помирисала наоколу и почнала да вика: "Фуф, тука на човек ми мириса, кој е тука?" Василиса се приближила до бабата, се поклонила до земја и рекла: "И јас сум, бабо. Сестрите ме испратија кај тебе да им дадеш оган." "Добро," рекла баба Јага. "Јас ги знам твоите сестри. Поседи кај мене, ќе ми поработиш малку, тогаш ќе ти дадам оган." Потоа таа се свртела кон вратата и извикала: "Еј, мои широки врати, отворете се!" Вратите се отвориле, баба Јага и Василиса влегле внатре, а потоа тие сами се затвориле. Кога влегле во стајата, баба Јага се истегнала и рекла: "Извади се што има во фурната, ја сакам да јадам." Василиса запалила борина и почнала да вади од фурната јадења и да ги реди пред бабата. А јадење имало за 10 души. Од зимникот донесла вино и мед. Бабата изела и испила се, а на Василиса ја оставила малку чорбица и едно парче леп. Легнала да спие баба Јага и рекла: "Утре, кога ќе излезам, ти да ја изметеш куќава и дворов, да сготвиш ручек, да ги испереш алиштава, да извадиш од дамбарот еден шиник жито и да го сомелеш. Ако не го направиш сето тоа, ќе те убијам." По тие зборови баба Јага почнала да рка, а Василиса го турила лебот и чорбата пред куклата, се расплакала и рекла: "Земи, кукло, да си каснеш и слушај мојата мак. Тешка работа ми даде баба Јага и ми рече дека ќе ме убие ако не свршам се." Куклата одговорила: "Не плаши се, прекрасна Василисо. Вечерај и легни си да спиеш, има време до утре." Изутрината Василиса се разбудила многу рано и погледнала низ прозорецот. Прелетал белиот коњаник, почнало да се расветлува. Баба Јага излегла од колибата, свирнала и пред неа се јавиле ноќвите и струшката. Поминал црвениот коњаник и огреало сонцето. Баба Јага седнала на ноќвите и ги потерала со струшката и така отишла во гората. Василиса останала сама. Ја разгледала куќата на баба Јага и се чудела на низините богатства. А потоа се запрела и почнала да се мисли која работа најнапред да ја започне. Гледа, работата веќе свршена, куклата го сомлела дури и житото. Ти спасителко моја," и рекла Василиса на куклата. "Ти ме спаси од голема несреќа." "Ти останува само да сготвиш ручек," одговорила куклата и пак си влегла во џебот на Василиса. "Сготви го и почини се." Приквечер Василиса ја наредила трпезата и седнала да ја чека баба Јага. Почнало да се стемнува. Кај вратата поминал црниот коњаник и сосем се стемнило. Само звездите светеле. Закрцкале дрвјата, зашумеле лисјата, ете ја, доаѓа баба Јага. Василиса ја пречекала. "Направи ли се што ти реков?" прашала бабата. "Погледај само, бабо." Баба Јага погледнала се, издодеала што нема зашто да се разлути и рекла: "Добро." После викнала: "Мои верни слуги, сгответе пченицата." Се јавиле 3 пара раце, ја зеле пченицата и ја однесле некаде. Баба Јага се најала, се приготвила да спие и пак и нарачала на Василиса: "Утре да ја свршиш истата работа што ја направи денеска. Освен тоа, земи од зимникот маково семе и исчисти го зрнце по зрнце."
Кога го рекла тоа, бабата се задвртела кон зидот и почнала да рка, а Василиса посакала советот својата кукла. Куклата й рекла како вчера: легни да спиеш, утре се ќе биде готово. Из утрината баба Јага пак излегла од дома, а Василиса и куклата ја свршиле целата работа. Бабата се вратила, погледнала и викнала: верни мои слуги, стискајте го одмак од маслото. Се јавиле 3 пара раце, го зеле семето и го изнесле надвор. Баба Јага седнала да вечера, а Василиса стои и молчи. Зошто не говориш нешто со мене? Рекла баба Јага. Си застанала како нема? Ако ми дозволиш ќе те прашам нешто, рекла Василиса. Прашај ме, само знај дека не е многу убаво да знаеш се за да не остареш бргу. Јас сакам да те прашам само за тоа што видов, бабо. Кога доаѓав при тебе ме стаса коњаник, целиот бел со бели алишта и на бел конј. Кој е тој? Тој е мојот јасен ден, одговорила баба Јага. Потем ме стаса друг, целиот црвен, со црвени алишта и на црвен конј. Кој е тој? Тој е моето сонце. А црниот коњаник што ме втаса до самите врати? Тој е мојата црна ноќ. Василиса се сетила и на 3 пара раце, но траела. Зошто не прашаш уште? Рекла баба Јага. Доста ми е толку. Нели ти сама ми рече бабо дека ако знам многу скоро ќе остарям? Добро е, рекла баба Јага. Што прашуваш само за тоа што си видела надвор, а не за тоа што си видела во мојата куќа? Јас не сакам да се говори за тоа што станува во мојата куќа. Сега пак јас ќе те прашам. Како успеваш да ја свршиш целата работа што ти ја оставам? Ми помага љубовта на мајка ми, одговорила Василиса. Така ли било? Бегај од мене, сакано девојче. Мене не ми треба љубов. Таа ја истерала Василиса од куќата, потоа стимнала од оградата една камена глава со огнени очи, ја турила на еден стап и го дала на Василиса. Ете ти оган за сестрите и за маштеати, земи го и однеси го. Се пуштила да трча Василиса со огнот кој угаснал дури из утрината и најпосле на другата вечер стасале дома. Кога наближила до вратата, таа сакала да ја фрли камената глава. Сигурно сестричињата нашле оган, си помислила таа. Но одеднаш од камената глава се чул глас: не фрлај ме, однеси ме кај твојата маштеја. Таа погледнала кон куќата, видела дека сите прозорци се темни и решила да го внесе дома черепот. За прв пат ја сретнала љубезно и рекле дека откако излегла таа од дома оган немале, сами не можеле да го запалат, а колку пати земале од комшиите, секогаш им се гаснел штом го внесувале дома. Ајде барем твојот оган да се задржи, рекла маштејата. Ја внесле камената глава во собата, а пламените очи се загледале во маштејата и во нејзините ќерки. И горат ли горат. Почнале тие да се плашат, но каде и да одат, очите се оделе по нив. И до изутрина сите изгореле, само на Василиса ништо не истанало. Изутрината Василиса ја закопала камената глава во земјата, ја заклучила вратата и отишла в град. Останала да живее кај една самотна бабичка. Живеела и го чекала татко си. Еден ден и рекла на бабичката: мачно ми е да седам без работа, бабо. Оди, купи од најубавата волна, сакам да предам. Бабичката купила волна, Василиса седнало да преде, а нишките излегувале рамни и тенки како влакна. Се насобрало многу предено, треба да се ткае, но немало разбој за такво тенко предено, па и никој не сакал да се нафати да направи таков разбој. Василиса ја помолила куклата и таа за една ноќ и направила разбој каков што и требал. Кон крајот на зимата платото било искаено и станало толку тенко што можело да се провре низ иглени уши. Го избелила платното и Василиса ја рекла на бабичката: продај го, бабо, тоа платно, а парите земи си ги за себе. Бабата го погледнала и рекла: не, ќерко моја, такво платно никој не може да носи освен царот. Ќе му го однесам во дворецот.
Стасала бабичката пред дворецот и чекорела се покрај прозорците. Царот ја видел и ја прашал: "Што сакаш, бабичко?" "Чести цару," одговорила бабичката. "Сум донесла нешто и никому не сакам да му го покажам освен тебе." Царот заповедал да ја доведат при него бабата и кога го видел платното се зачудил. "Што сакаш за него?" прашал царот. "Честити цару, тоа нема цена. Јас ти го донесов како подарок." Царот и заблагодарил и ја испратил бабичката со подароци. Започнале да кројат од платното ризи за царот, ги скроиле, но нигде не можеле да најдат шивачка која би можела да ги сошие. Барале таква шивачка и најпосле царот ја повикал бабичката и рекол: "Штом си можела да испредеш и да искаш такво платно, ти ќе можеш и да ми сошуеш кошула од него." "Не сум го предала и ткаела јас, господару, туку една девојка." Таа нека ја сошие кошулата." Се вратила бабата дома и раскажала се на Василиса, а таа одговорила: "Јас знаев дека таа работа ќе мине пак низ мои раце." Таа се затворила во својата стаичка и шиела, додека не сошила цела дузина кошули. Кога ги видел царот кошулите и рекол на бабата да ја доведе Василиса да ја види. Бабата како без глава отрчала по Василиса. Утредента пред царот се појавила Василиса прекрасна и тој, занесен од нејзината убавина, веднаш ја прашал дали сака да му стане невеста. И така, како во сите приказни, било така или не, Василиса станала царица, живеела долго и била многу среќна. А нејзината маштеа? Еден старец на кого дедо ми му прикажувал некоја прадедовска приказна и денес расправа дека маштеата пукнала од мака кога чула за Василиса.